Добро утро, колеги од полициската станица Охрид. Имено ово утро ќе зборуваме за сообраќајната култура, која што е одлика на еден народ, но секогаш ги има поединци кои што ги прекршуваат правилата и прават прекршоци, односно сообраќајни прекршоци. Нешто повеќе околу тоа дали охриѓани имаат голем, односно се на високо ниво, односно сообраќајната култура има на високо ниво, разговарам со Стефан Димовски, потпарол на СВР Охрид. Најпрво добро утро и добро дојдовте во нашата утренска. Добро утро, ви благодарам на поканата и поздрав до вашата екипа, до вашите гледачи. Што сметате вие, дали е на високо ниво сообраќајната култура кај охриѓани? Па сметам дека секогаш постои простор за понатамошно подигнување на сообраќајната култура. Сметам дека има граѓани, односно возачи, кои и тоа како се совесни во управувањето на моторните возила во сообраќајот, посебно во летните периоди и секако во оние периоди од годината кога имаме отежнати услови за движење по сообраќајниците. Но полициските службеници од СВР Охрид во делот на издигнувањето на безбедносната култура, напорите ги прават на две основи во делот на полициското работење, превентивно и репресивно. Се разбира, репресивното е казнување на оние возачи кои флагрантно ги кршат сообраќајните правила и прописи, и превентивното е преку полициските службеници од одсекот за превенција во сообраќајот, кој што перманентно во текот на годината, во летните периоди и се разбира во зимските периоди нагласено превземаат активности во делот на едукација на учесниците во сообраќајот, преку делење флаери, интерактивност и така натаму. Може ли да напоменеме нешто околу статистиката која што имате, колку прекршоци од страна на учесниците во сообраќајот се направени во последниот период? Што се однесува до прекршоците, тие се би рекол минорна бројка, со оглед дека сите овие активности на превентивен и репресивен план даваат одредени резултати, меѓутоа она што е во моментов најактуелно е сообраќајната делница, односно автопатот Охрид-Кичево, кој што е во изградба и каде што во текот на летниот период имаше и тоа како зголемена фреквенција на сообраќајни патнички и други моторни возила. Во таа насока фокусот на полициските службеници беше ставен токму тука со цел намалување на прекршоците, на можностите за сообраќајни незгоди. Значи, делот на активностите беа насочени и на репресивен план со физичко присуство. Сепак, за жал, можам да констатирам дека во оваа година, значи до овај момент, на оваа сообраќајна делница случени се 2 сообраќајни незгоди во кои 2 лица го загубиле својот живот и 14 сообраќајни незгоди во кои што 19 лица се здобиле со тешки телесни повреди. Она што сепак дава надеж дека се зголемува безбедносната култура е индикацијата и податокот дека овие бројки во текот на минатата година беа повисоки, имено во текот на минатата година на овој патен потек Охрид-Кичево, автопатот кој што е веќе подолг временски период во изградба, се случени 3 сообраќајни незгоди во кои што 3 лица ги загубиле своите животи, а 19, односно се извинувам, 20 лица се здобиле со тешки телесни повреди. Оваа бројка може би е мала, може би е голема, меѓутоа за нас е доволна основа да констатираме дека и понатаму треба напорите да бидат вложени максимално на овој патен потек со зголемено физичко присуство, со зголемена регулација на сообраќајот на овој патен потек, се со цел да се тенденцијата на намалување на сообраќајните незгоди да биде се поизразена, а со тоа и да се зголеми степенот на сообраќајната култура кај возачите, да биде подигнат нивото на совест кај сите учесници во сообраќајот.
Може ли нешто накратко да напоменеме околу пешаците, можеби оние граѓани кои што користат електрични тротинети, велосипедисти, ги почитуваат ли тие целокупно земано сообраќајните правила и прописи? Генерално да, но сепак би требало да нагласиме дека и пешаците се ранлива категорија и велосипедистите, моторџиите и секако учесниците, возачите на скутери се ранлива категорија учесници во сообраќајот и од тука нивното однесување во сообраќајот треба да биде исто така подигнато на едно повисоко ниво. Во таа насока полициските службеници посебно во градските средини посветуваат внимание на прекршоците кои што ги прават пешаците во сообраќајот. Именно тоа значи преминување на коловоз на необележен пешачки премин, значи надвор од пешачка патека, прескокнување на физички препреки помеѓу коловозите, тоа е најизразено во Охрид на булеварот Туристичка, и некористење на пешачки патеки, односно велосипедски патеки за учесниците во сообраќајот. Велосипедистите како учесници во сообраќајот. Од тука сметам дека сите овие мерки кои што се превземаат кон овие учесници се исто така целисходни. Тоа значи дека и пешаците се казнуваат, односно се повикуваат на сообраќајна поука. Тоа значи дека имаат одредена комуникација со полициски службеници од полициската станица за безбедност во патниот сообраќај и на тој начин се низина интерактивност се зголемува нивната сообраќајна култура. На некој начин како опомена. Апсолутно така, тоа е она што и ние го евидентираме, така да без малку за секој кој што ќе стори прекршок имаме еден историјат наназад, дали тоа е прво случување, 10-то и така натаму. За крај сакам да напоменеме нешто околу статистиката која што имате за поседување наркотични средства и дрога? За жал, присутноста на психотропните субстанции е изразена во овај летен период низ кој што поминавме сите ние. И од тука сакам да напоменам дека борбата против злоупотреба на дрога, против наркодилерите е континуиран процес. Најчесто во овај летен период, во изминатиот летен период, најчесто полициските службеници пронаоѓаа марихуана, хероин и кокаин, и сите тие активности резултираа со одземање на пронајдената дрога, приведување на лицата кај кои што е пронајдена и поднесување на соодветни пријави. Во текот на оваа летна туристичка сезона поднесени се 18 кривични пријави, додека во текот на минатата година поднесени се вкупно 17 кривични пријави против лица кои што злоупотребувале наркотични дроги. Реков, процесот, односно борбата е континуирана, таа и понатаму трае и целта е преку еден системски приод во борбата против ова зло да се намали присуството на разновидни дроги на подрачјето. Ви благодарам многу за разговорот. Благодарам.